Почитувани советници, за работата на шестата вонредна седница на Советот на општина Кавадарци, закажана за денес, 7.2.2023 година, и отварам шестата вонредна седница. На седницата присуствуваат сите 19 советници, отсутни нема. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по денешниот дневен ред. Согласно член 40 став 4 од Законот за локална самоуправа, пред започнување на седницата, задолжително се гласа за оправданоста на причините за свикување на воредната седница. Дозволете ми како председател на Советот на општина Кавадарци и граѓани на општина Кавадарци во мое лично име и од име на граѓаните на општина Кавадарци да изразам длабоко сочувство до семејствата на загинатите, а воедно да посакаме побрзно закрепнување на повредените во катастрофалниот земјотрес во Република Турција и Сириската република. Ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите. Славен. Во вакви моменти сите треба да се подсетиме дека не можеме против природните катастрофи со трагичен епилог, но можеме со хуманост и солидарност да ги облажиме последиците. Токму хуманоста и солидарноста како човечки особини кои граѓаните на општина Кавадарци несебично во вакви ситуации ги изразувале, без да се бира народ или време, е тоа што е причина за свикувањето на оваа воредна седница, односно обезбедување на финансиски средства како помош за настраданото население во Република Турција и Сириската република. Врз основа на ова, ве повикувам да гласаме за оправданоста на причините за свикување на шестата воредна седница. Кој е за? Едногласно усвоена. Со тоа, одиме на денешниот предлог дневен ред за работа на закажаната седница за денес. Тоа е прва точка. Предлог одлука за обезбедување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2023 година за помош на настраданото население и катастрофалниот земјотрес во Република Турција и Сириската република. По координацијата која извршивме пред почетокот на шестата воредна седница закажана за денес, заедно со службите од финансискиот сектор во општина Кавадарци се договоривме за финансиска помош од 600.000 денари да бидат уплатени на трансакциона сметка која претходно во комуникација на градоначалникот со амбасадата на Република Турција во Скопје ја добивме, да бидат уплатени 600.000 денари како помош финансиска од општина Кавадарци на трансакциона сметка добиена од амбасадата на Турција во Скопје и 300.000 денари да бидат уплатени од општина Кавадарци на Црвен крст во Скопје, а потоа тие средства да бидат наменети за Република Сирија. Дали има некој свое видување, свое гледиште од вака договореното и пред координацијата што имавме пред почеткот на шестата воредна седница? Нема. Бидејќи нема, предлогот за финансиска помош на општина Кавадарци за настраданите во земјотресот во Република Турција и Сириската република го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Со тоа сакам да му дадам збори на градоначалникот, господинот Митко Јанчев, пред да ја затвориме шестата воредна седница на Советот на општина Кавадарци.
Благодарам, председателе, почитувани советници, почитувани сограѓани на општина Кавадарци. Како што и председателот на самиот почеток кажа, на ова воредна седница денеска по немилиот катастрофален природен настан кој се случи во Централна Република Турција и Сирија и со големиот број на жртви кои што надминува над 5000, укажува на една загриженост кај сите, а поготово кај нас како нација македонци и луѓе кои што пред се и со Република Турција и со турскиот народ имаме добра соработка и братски односи, исто така и со сирискиот народ. Одлуката која што донесете денеска, значи на исплата на 600.000 денари за Република Турција за погодените градови и за потребите на страданите и 300.000 денари за Република Сирија, ќе биде спроведена уште од утрешниот ден со официализирањето на самите официјални банкарски трансиони сметки во делот на уплатата на финансите средства. Јас сакам да потенцирам да кажам дека општина Кавадарци како хумана општина и хуман народ, да повикам тука денеска, еве заедно со представникот на Црвен крст, господин Диме Каракулев, да од утре се координираме и ќе ги известиме граѓаните, поготово и бизнис секторот, за поставување на пункт каде што ќе можат сите граѓани наши и бизнис сектор да донесат основни работи кои се неопходни за граѓаните кои се соочуваат во делот на постземјотресот во делот на Турција и Сирија. За таа работа, за да не носиме се и се што, ние имаме добиена од турската амбасада листа на производи кои што се неопходни и потребни за тамошните жители. Листа ќе биде објавена и листа вака начелно се состои од основни работи, палтиња, чизми, капи, джемпери, блузи, средства за хигиена и други работи кои што официјално ќе ги објавиме и преку Црвен крст и преку општинските сајтови, нормално преку нашата регионална телевизија КТВ и другите медиуми во општина Кавадарци и портали. И сакам да потенцирам за крај да кажам дека во соработка со господинот Ајдован Адемовски, почетен конзул на Република Турција во Република Македонија во Битола, од утре, среда и четврток ќе бидат испратени 10 шлепери со вода од копаните Кожучанка, кои што 5 шлепери ќе бидат донација од фондацијата Никола Јанчев, формирана од Кожучанка, а 5 шлепери со вода ќе бидат донација од самиот почетен конзул на Република Турција во Македонија. Така да, со ова мислам дека Кавадарци сепак пак зима големо учество во делот на хуманоста. Ги повикам уште еднаш сите кои што можат да учествуваат и парично и во делот на лични средства кои што претходно ги спомнавме, како материјални и финансови, и да не посакаме на никому да се случува на што го гледаме на медиумите и што го гледаме на снимките, каде што буквално еден град од поголем размер или поголем број на жители за 2 минути го снемува како град. Сепак е природата таа со која што не може да се бориме, можеме да превенираме, но некои работи и не се превенираат. Моето сочувство према сите загинати и во Сирија и во Турција. Пред се Македонија е град, е држава на солидарност, поготово за градот Скопје знаеме по катастрофалниот земјотрес 64 година, а ги знаеме и други немили настани кои се случили во Македонија и имавме повеќе помош од повеќе земји, вклучувајќи и тука и Турција и други во делот и на пожарите и на други работи кои се случили во нашата држава. Така да мислам дека нашата реакција е реакција на граѓаните и преку Советот и преку градоначалник и функција и локална самоуправа ние само го обелоденуваме лицето на нашите граѓани и оваа помош е од името на граѓаните на општина Кавадарци. Благодарам.
Благодарам, градоначалник. Почитувани советници, со тоа е исцрпен дневниот ред на денешната 6-та воредна седница на Советот на општина Кавадарци. Ви благодарам за вниманието и за учеството.